Здраво дечки, еве сме во уште едно видео за Unity и значи ова видео ќе биде малку пократко и во него значи ќе да објасним некои работи, бидејќи мислам дека некои работи во претходните видео малку ги избрзав и за некои почетници, значи дел од тие работи ќе бидат нејасни, така да во ова видео ќе пробам да објаснам некои работи. Исто така, значи, ќе го средиме тој багот, ако се сеќавате, кога се удиравме во зидот, што ни се извртуваше само таа коцка и самиот тенк. Ако видиме проблемот. Си вози, се удира. И како што гледате, направи тумафест. Исто така ќе направиме, значи, камерата да го следи нашиот тенк кога се движиме, значи да не го гледаме вако далеко, туку да биде како first person shooter, како што знаеме, така камера, значи. Па, ајде да започнеме едно по едно. Значи, првено да видиме со тоа до објаснување. Значи, ако видите овдека, значи, менувавме нешто што се вика velocity. Значи, ова velocity за некои почетници, значи, ќе биде нејасно што представува таа бројка. Како мало до објаснување, значи, во описот на видеото ќе ставам линк од ова видео, каде што се објаснува, значи, што е тоа velocity во физиката. Во принцип, значи, знаете дека постои нешто што се нарекува брзина, значи, помината дистанца за одредено време. Значи, velocity е како нешто над брзината, или како надополнување на брзината и представува, значи, брзина плюс правец. Значи, velocity во овој случај, значи, доколку брзината, значи, не беше скалар, фиксна бројка, velocity, како што гледате овдека, ни е вектор 3, значи, ни дава вредност од вектор, значи, некој правец. Ајде, значи, да поминеме оваа кратка скрипта, значи, малку во повеќе детали да објаснам што едно што правиме. Значи, велиме, го менуваме на компонентата rigid body, што е на нашиот куршум закачена, го менуваме ова property, значи ова velocity, што е вектор 3. Велиме velocity-то, секој фрейм ќе го менуваме откако постои објектот, значи откако ќе го инстанцираме и во овој случај го уништуваме после 1 секунда, за тоа време, значи, тој вектор 3 ќе има, секој фрейм ќе му се менува вредноста, а таа вредност ќе биде еднаква на. Го бараме овој објект, значи има референца до некој објект turret. Велиме turret, го бараме, значи низ целата хиерархија, бараме, вика find object of type, значи низ целата хиерархија, сите гем објекти ќе бара гем објект на кој што има закачена скрипта turret. Во нашиот случај, тоа е овој гем објект, ова плавата капсула, што е цевката на нашиот тенк. Не знам колку личи на тенк, но мене личи на тенк. Како што гледаме, тој гем објект има овде скрипта turret, ќе го најде, значи, тој гем објект. И потоа вели до тој објект, потоа пристапи до неговиот трансформ, односно до трансформ компонентата. Значи, сите гем објекти во Unity има трансформ компонента, кој што е тоа ова компонента, и таа има три вектори во овој случај, падни што се гледат во инспекторот. Тоа е позиција, ротација и scale, кој што гледате x, y, z, x, y, z, x, y, z. Океј. И велиме, значи, на тој трансформ, значи, најдеме го точка up векторот, значи, насоката на нагоре. Значи, има неколку вектори за насоки нагоре, надолу, лево, десно, напред, назад и така натаму. Да ги видиме, и пишеме трансформ. Значи, има up, има forward, има и некои други методи кои што може да видиме, значи има up, еве го, rotation може да му земеме на овој трансформ, кој му е елементарната ротација, еве има right позицијата, односно насоката десно, значи од самиот објект каде да се наоѓа, во кој правец е, значи, десно. Во нашиот случај, значи, овој објект, ако се сеќавате, е заротиран за 90 степени, ако видите овдека, доку не беше, значи, right требаше
ќе ни биде значи 0 и 1 за x ќе има вредност 1 и другите ќе бидат 0, значи тоа е десно правец. Лево е минус 1 за x, другите 0, нагоре е за y0, надолу е за не за y0, туку нагоре е за y1, надолу е за y-1, напред е за z1, а назад е за z-1. Значи во нашиот случај, точка вектор 3 up треба да е 0, 1, 0, меѓутоа бидејќи е заротиран за 90 степени по x, овој вектор up ќе биде вектор 0, 0 и по z напред, бидејќи кога оваа капсула, претходно беше вака, 0, нагоре, сега ни е завртена за 90 степени, значи сега овој правец ни е up ни покажува 0, 1, 0 по x, 1 за y и за z 0, значи y е единица. Кога ќе ја завртиме за 90 степени навака да гледа нашата капсула, и потоа тој вектор 3 up, значи овој вектор му се менува и сега по z единицата, а по y 0. И тој вектор ќе биде 0, 0, 1. Мислам дека ме разбирате. Значи, тој вектор up покажува каде му е напред, нагоре на нашиот гейм објект. Значи, бидејќи заротиран 0, 0, 1 во нашиот случај. И целото ова го множиме со некој скалар, што ни е ова овде float променлива. И во нашиот инспектор, докато се сеќавате на нашиот приход, во скриптата имавме наместено 25 да ни е ова вредност овдека. И кога сето тоа ќе го искалкулираме, имаме вектор 3, 0,0,1 помножено со 25, сите вредности ќе ми ги помножиме со 25, првите две се нули, трета ни е единица и значи велостито ќе ни стане 0, вектор 3, кој што е 0,025. Ајде да го печатиме тоа и да видиме дека стварно е така. Значи да го печатиме ова rigid body velocity. Океј. Добро, се искомпилира се. И значи рековме таа вредност ќе се менува, значи секој фрейм од кој постои тој bullet game објект, што гледам сега не постои. Бидејќи го инстанцираме кога ќе притиснеме space од тастатурата, го притискаме space и како што гледате се печати 0, 0, како што реков 25. Повторно печатиме и бидејќи ми колапс стиснато, како што гледате колку пати го инстанциравме гейм објектот и за секој фрейм, значи додека постоеше тој гейм објект се печатеше таа бројка. Мислам дека се потребно да објаснам што е значи velocity. Velocity значи уште еднаш е брзина со насока. Значи е вектор 3. Значи како брзината ни беше фиксен скалар, речеме само 25, velocity ни е вектор, значи вектор и една од бројките, значи не една од бројките, туку векторот покажува значи во кој правец, во која насока телото се движи со одредена брзина. Втор проблем, што рековме ќе го погледаме во ова видео, е тоа значи што кога коцката го викам де коцка де тенк, значи кога тенкот ни се удираше во зидовите, се испревртуваше. Тоа значи може да го средиме на едноставен начин. Значи на самото rigid body има овдека нешто што се вика constraints. Може би кога затворено, кликате на оваа страка и се појават овие 6 овде полиња. Значи со овие полиња може да замрзнувате некои афекти од физиката. Во нашиот случај, значи, знаеме дека со помош на стрелките го вртиме нашиот тенк по Y оската. Ева, например, доколку штиклираме ова овдека, по Y да го замрзнеме, значи нашата гравитација повеќе нема да го афектира нашиот тенк и тој по Y оската веќе нема се движи, односно горе-доле. Значи, претходно најато беше афектирано од гравитацијата и кога ќе почнеше играта, таа паѓаше на надолу. Доколку сега оштиклираме,
како што гледаме, тој повторно паѓа надолу. Значи, физиката сега е афектирана од оваа rigid body. Во нашиот случај, значи, сакаме да ги замрзнеме ротациите по X и по Z, и така да од физиката, значи, повеќе нашиот тенк, значи, нема да може да се ротира во таа насока или напред-назад или лево-десно. Значи. И да видиме дека тоа е така. Се убираме и ќе гледаме се си работи кој што треба. Значи, се убираме, сега не се извртува како што се извртуваше пред тоа. Океј, тој проблем е среден. Ајде сега, значи, рековме, сакаме камерата да не биде во принцип first person. Значи, наједноставно што може да направиме е, значи, знаеме дека во овој случај, значи, на овој тенк, сите објекти што се чалди под него, значи, се движат со него. Значи, го движиме самиот тенк и како што го движиме него и го ротираме, се ротираат и движат сите објекти под него. Значи, исто може да го направиме и за самата камера. Значи, го ставиме како чал на нашиот тенк, а го ставиме да биде најгоре. Океј, значи, сега кој ќе го движиме нашиот тенк, ќе се движи самата камера. Ајде да ги подесиме малку овие бројки овдека, 0,0, да речеме за y ќе биде 1, и мислам дека ова изгледа доволно добро. Ајде да стиснеме play. Океј, да одзумираме. И кој што гледаме се движиме, може би малку ротацијата на камерата да ја промениме. Да, 25 мислам дека би било идеално. Добро, ќе го местиме 25. Океј. И кој што гледате сега имаме first person още. Пукаме. Пукаме куршуми, се движиме. Кој што гледаме, се удриме во зидот. Стигаме во зидот. И ево крајот на зидот. Бум. Океј, се си супер, не се извртуваме, возиме, пукаме. Океј, друго што може да направиме, како што гледате, овдека се гледат некои грди сенки. Најверојатно кога ќе избилдаме играта, може да го менуваме квалитетот, меѓутоа тоа понатаму и сенката ги изгледа убаво, но да речеме дека сакаме ова цевка да не пушта сенки, значи на ништо. Тоа може да го изгасиме во самиот меш рендерер. Еве сме на самиот торет и имаме овдека cast shadow што се вика, ова ќе го наместиме на false и receive shadows може да го наместиме на false, така да овој објект сега нема ни да пушта, ни да прима сенки. Видиме? И кој што гледаме, изгледа малку по-убаво сега на едиторот. Исто така што може да направите, значи кога ќе стиснете на ова овдека Maximize on Play, кога ќе ја стартувате самата игра, се ќе ви биде во full screen. Мислам се апликацијата на цел монитор може да ја гледате, а овдека значи може да гледате на различни девајси. Кога што гледате мене ми е наместено на Aspect 18:9, значи може еве на 9:8 да гледате како ќе изгледа, на Portrait 16:9 и така натаму. Меѓутоа ова е, како да речеме, некој стандард. Ајде да погледаме дали има нешто друго на скриптите што остана недообјаснето. Ова мислам дека е доволно објаснето. За ова зборувавме Serialized Field и правилно че не ги местиме public, за да немаме пристап до овие променливи, значи, од другите скрипти, како што мислам дека овде имаше референца, да имаме до turret, како што гледате до кубеа public, значи овде ќе имавме пристап до тие промени, како што беа bullet prefab, како што гледате сега пишеме turret, bullet prefab, како што гледате немам пристап до таа референца. Значи затоа ги ставаме правиот и со Serialized Field местиме во инспектор, бидејќи ми попрактично, вака погрешка, значи може до големен проект и видиме нешто, public, значи ова може да го менуваме и може да настане кача попрво во самиот код. Че затоа го користиме овој овдека атрибут. Да не сменив нешто, не, мислам се окей, добро. Што имавме тука друго да видиме, да ако треба да објасниме нешто.
Тоа е исто атрибутот. Affix зборувавме, moveTank, getAxis, мислам и за ова зборувавме. Time датата им рековме е времето поминато до рендерирањето од претходниот до рендерирањето на овој фрейм. И мислам дека тоа би било тоа. Мислам дека пробав да разјаснам некои работи кои што мислам не беа да објаснети. Па, дечки, се гледаме во некој народно видео. Поздрав!